Почитувани присутни, ассаламу алейкум. Добро вечер и добро ни дојдовте. Почитуван градоначалник на општина Делчево господинот Горан Трајковски. Почитуван ефендија, муфтија на Исламската верска заедница од муфтиството Штип, професорот Насер Ефенди Реджеби. Почитувани министер без ресурс во владата на Република Македонија, господинот Аксел Ахмедовски. Почитуван представник од Македонската православна црква, свештеникот отец Анани Насев. Огромна чест и задоволство, кој што со неговото присуство ни изненади, шејх и имам во џамијата во Лозана, Швајцарија, шејх Мулафак Рифаи. Почитувани присутни од јавниот сектор, представници на институциите, локалните самоуправи на општина Македонска Каменица, општина Пекчево и општина Берово, представници од граѓанскиот сектор, припадници од различни етнички и верски заедници, добро ни дојдовте. Вечерашниот настан организира од страна на Сдруженијето Асоцијација за добротворни проекти со седиште од Делчево. Ова сдружение е релативно ново формирано и за прв пат се организира настан од ваков карактер. Се надеваме дека нема да биде и последен, иншаллах. Покрај другите цели и задачи, во програмата на Сдруженијето завземаат и други проекти со сличен карактер, со единствена цел во нашето општество да имаме подобро место за живење. На овие простори од секогаш екзистирале различности, но меѓуетничката, меѓуверската толеранција и соживот биле на едно ниво со сите сфери на секојдневното живење. Меѓусобното почитување, мирот, љубовта, соживотот, толеранцијата, солидарноста, хуманоста се основни вредности на секој општество и секој човек би требало да се стреми кон достигнување и идентификација на тие вредности. Одржувањето на духот на меѓуетничката, меѓуверската, мултикултурната и социјалната толеранција, градењето на соживотот за идните генерации преку подобро запознавање на едни со други е нашата цел, која се надевам ќе се остварува со наша и ваша несебична поддршка и заеднички ангажман во сите сфери на општественото живење. Ова е наша заедничка должност и одговорност. Должни сме да им оставиме на нашите деца општество во кое ќе живеат заедно. Почитувани. Многу често сме сведоци на настани пропратени со елементи на насилство и терор кои се случуваат во светот, на кои многу често им се ставя етикетата со исламски предзнак. Злоупотребата и користењето на религијата за секакви разни цели го достигна својот врв и кулминира. Исламот како вера воопшто не е вера на насилство, туку вера на мирољубивост, љубов, разбирање, соживот, заедно помагање и за таквите насилства во исламот како вера воопшто нема место. Денеска како сдружение не сме тука да представуваме одредена етничка заедница, ниту политичка партија. Напротив, тука сме како граѓани припадници на исламската вероисповест и дека сме муслимани, сунни од школата на имам Ебу Ханифе, кој не одбележува како следбеници на ханефискиот мезхеб. Тука сме да гласно да ги осудиме сите насилства во светот кои се прават во име на исламот и да испратиме порака дека ние се одградуваме од ваквите настани. Денеска, од овде, од Делчево, од оваа сала, во името на Сдруженијето Асоцијација за добротворни проекти Делчево,
ќе кажеме стоп на насилството, стоп на злоупотребата на истината. Почитуваме. Би сакал накратко да го најавам редоследот на вечерашниот настан. Дел од гостите ќе имаат кратко обраќање, потоа програмата ќе биде збогатена со исламски духовен хор, учениците од Средното теолошко училиште Хамидија Медресе од Штип, а на крај ќе се дружиме со еден скромен коктел, каде што имаме можност да се запознаеме и да размениме мислења, предлози како во иднина заеднички би предонесиле за нашето општество. Како за крај, би сакал да упатам благодарност до општина Делчево и до градоначалникот кој што ни ја возложи оваа сала да организираме нашиот настан. Благодарност до муфтиството од Штип, кој ни дава поддршка за нашиот настан. Благодарност до свештеникот отецот Анани Васев, кој што исто така ни даде безпрекорна поддршка. Благодарност до медиумите, кои што покажаа голем интерес. Благодарност до сите присутни. А сега го замолувам градоначалникот на општина Делчево да ни се обрати, господинот Горан Трајковски. Почитувам министер во владата на Република Македонија, господин Аксел Беловски, почитувани представници на верските заедници, почитувани гости, драги пријатели. Соживотот е основна клетка во едно демократско општество, правено врз принципи на меѓусебна почит, толеранција, умани вредности. Во таа смисла, градоначалник на општина Делчево мора да истакнам дека во Делчево од памтивек сите живееме заедно. Заедно ги делиме проблемите, болките, тагата, радоста, успесите, заедно го делиме и го делеме животот од претходните генерации. На овие простори од секогаш екзистирале различности, но меѓуетничката и меѓуверската толеранција со животот биле на едно високо ниво во сите сегменти на секојдневното живење. Затоа сакаме да ја надградуваме и да ја сочуваме оваа наша вредност. Ги поздравувам напорите и целите на ново формираното Сдружение Асоциација за добротворни проекти и преку вечерашнава порака за мир сите заедно едногласно да ги осудиме насилствата во светот. Верувам дека за секое насилство се крие нечовек, безверски предзнак. Нечовечноста е заеднички именител на сите зла што може еден човек да ги направи на друг. Апелирам до сите луѓе, без разлика на нивната етничка или верска припадност. Заедно со заеднички ангажман во сите сфери од живењето, принципите на заедно почитување, миролюбивост, соживот, солидарност, толеранција да ги градиме како темелни вредности на нашето општество. И секој еден од нас да се стреми кон достигнување идентификација на тие вредности. Ви благодарам. Му се заблагодаруваме на градоначалникот господинот Горан Трајковски за неговото обраќање. А сега би сакал да дадам збор на муфтијата при Исламската верска заедница, муфти со Штип, професорот Насер Ефенди Реджеби. Почитувани министер, почитувани градоначалник, почитувани гости. Ја моје лично име и во името на представител на Исламската верска заедница Реис Улема Хаджија Силеман Реджепи, а вас сите вас да поздравувам поисто веднаш и Сдруженијето, невладината организација го поздравувам за оваа иницијатива и посакувам да сте успело перспектива. Ние како верска Исламска заедница секогаш сме биле заинтересирани да ги поддржуваме, да соработуваме со ваквите иницијативи било од владини, службени и невладини организации кои ќе придонесуваат за еден соживот во една наша средина како е нашата. Ние имаме многу богато минато, богата историја на соживот.
Малко треба да погледнем околу нас, околу нашите градови, па и во Делчево. Пред малко ми бевме посета на нашата овдешна џамија, која е прекрасна и еден пример, еден конкретен пример дека и во Делчево, па и пошироко има амбиент, има атмосфера за соживот, за толеранција, меѓусебен диалог и за надежда во иднината. Јас гледам од исламска перспектива, толеранцијата е неодвоен дел од исламската вера. Па дури исламски гледано, со исламска терминологија, кога се ми преведуваме терминот толеранција, го преведуваме арапски со поимот тесамуш или мусалмеха, што во себе содржува една многу голема доза на разбирање, во која истовремено се забранува секоја тенденција на импонирање на други мислења, на своји мислења на други. Значи, од априори се бара да другиот да се почитува тако како е. И различитостите се сметат како богатство која Бог ги создал во ова наша планета. Затоа од нас се бара ние да ги чуваме, да ги негуваме и да ги оставаме за перспектива нашите следни генерации истовремено да ги живеат овие благодати божествени. Уште еднаш јас во моје име ви благодарам, ние како муфтиство, како исламска заедница, како школа, ќе бидеме тие кои секогаш ќе ги поддржуваме, ќе им помагаме на сите иницијативи во ова насока. Благодарам. Човекот кој што со многу долги години, се до неговата најдлабока старост, беше имам во џамијата во Делчево. Многу голема и честа, кој што денеска, мислам дека Исламската верска заедница, муфтиството Штип, сака него да го награди со едно признание, затоа што дал огромна придонес за развојот во Делчево, во за исламскиот свет, а затоа што господинот е навистина боле, не беше можност да дојде, го повикуваме неговиот син Мансур Арифи да ја врачиме неговата признаница. Ви благодариме, а сега продолжуваме понатаму. Министерот без ресор при владата на Република Македонија, господинот Аксел Ахмедовски. Добро вечер на сите. Посебна чест ми е и задоволство што можам пред моите сограѓани од моето назначување како министер без ресор во владата на Република Македонија да присуствувам на еден јавен настав, а по повод новоформираната организација невладина, и тоа од наши сограѓани кои се наоѓаат во Швајцарија. На почетокот сакам да го поздравам господинот градоначалникот на Делчево, представниците на верските заедници, на невладините организации и истовремено да ве поздравам сите вас кои што денес сте присутни. Морам да кажам дека од името на владата на Република Македонија, од кабинетот кој што го раководам и од моје лично име, оваа иницијатива ја поздравувам, а тоа е факт дека владата на Република Македонија е целосно посветена во соработката што има со невладините организации, а во однос на овој настан сакам да кажам дека ова иницијатива е посебна важност, бидејќи се работи за тема која што не трпи нетолеранција, не трпи никакви конфликти. Напротив, овој настан укажува на фактот дека ние како сограѓани, односно граѓани на Република Македонија, треба постојано да се почитуваме, да ги негуваме нашите различности. Различноста, која што е историски феномен, е присутна во нашето општество. Имплицира во себе ризик на поделби, недоразбирање па и конфликти. Сето ова е веќе видено во Балканот, каде што религијската другост беше причина за поделба, војни, за феноменот наречен балканизација. Овој феномен
не го заобиколува светот. Сведоци сме на многобројни злосторства врз човештвото, кои се постигнат од политичкиот империализам, која користи религијата като инструмент за потикнување на нетрпеливост и нетолеранција. Толеранцијата е една од вредностите која што од ден на ден добива важно место во светската агенда, особено во денешно време, кога се дебелуваат теории за конфликти помеѓу културите, цивилизациите, религиите и незнаењата, кога светот се соочува со многодимензионална криза. Толеранцијата е власт на човекот со висок степен на интелигенција, а интелигентните луѓе први се трудат да го спознаат другиот, па потоа да судат за него. Толеранцијата и религијската хармонија му немаат наштетено никому. Нетолеранцијата е таа која што го има предизвикано овој колеж кој го живееме заедно. Оваа мисла е кажана од филозофот Волтер во далечната 1763 година. Само со меѓусебно почитување и сложивот можеме да градиме заеднички вредности кои ни се повеќе од потребни за оствојување на нашето општество. Различната вера, верска, етничка и национална припадност треба да биде наш предизвик кој не обединува, а не причина која не разделува. Затоа, почитувани присутни, јас и мојот кабинет ќе дадеме силна поддршка, ќе земеме активно учество во вакви и слични акции и иницијативи од причини што третираат еден существен меѓуетнички проблем како што е екстремизмот и радикализмот, кои немаат никаква врска со правата религија. Од тука на крајот дозволете ми уште еднаш да се заблагодарам на поканата, јавно да искажам поддршка за овој настан и да посакам успех и многу позитивни резултати на невладината организација. Благодарност и до господинот министер Аксел Ахмедовски. А сега е време малце да се развеселиме со групата која што ни доаѓа од медресето од Штип и повикувам да не почестат со неколку илјади. سبحان الله
джамијата Татчо. السلام عليكم ورحمة الله. كم يسعدني أن أقف بينكم خطيبا في هذه الليلة في هذه البلدة العريقة التي تشبه كثيرا بلدتي التي نشأت فيها في لبنان. Ви представува голема чест вака што ви гледам тука заедно сите во место, во град кој ме потсеќа многу на градот кај што јас живеев, местото во Ливан, во Бегот. هذه البلدة التي خرج منها رجال كبار دلشقوا تذكرنا أيضا بمدينة بعلبك التي أرسل الله لها نبيا اسمه إلياس. Овој град во Делчево од кој излегуваат големи луѓе ме потсетува на местото Балебек, место мало, исто така пак во Ливан, каде што бил испратен Божиот пратеник Илијас. وهذه البلدة التي أتيت إليها للمرة الثانية أو الثالثة أحن إليها أهلها بحرارة وبشوق عندما نلتقي نحس بهم هذه كرم الضيافة وحسن الاستقبال. Овој град сум прифатен, значи моето доаѓање ќе може да е втори или трет пат и секогаш кога сум дошол сум бил прифатен со драгост и со милост и со соживот со луѓето тука кои живеат, секогаш пречекан со најдобри почести. الحمد لله الأول بلا ابتداء والدائم بلا انتهاء. Благодарност му припаѓа на Аллах, првиот кој е без почеток и последен кој е без крај. لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد. Нити исчезнува, нити престанува да постои и не се случува ништо друго освен по негова воља. لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام. Не може да го опфати разумот и разбирањето. حي لا يموت قيوم لا ينام. Жив за секогаш вечно кој не умира и тој што останува вечно за секогаш без крај. والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأنبياء وإمام الأتقياء. Нека е салават и селам врз нашиот лидер Мухаммед, лидерот на богобојазните, лидерот на тие што му се плашат на Бога. وعلى إخوانه النبيين والمرسلين. И исто така нека е салават и селам врз неговите браќа од Божите пратеници и веровесниците. وبعد أيها الحفل الكريم، يقول ربنا في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا وما أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. Во продолжение, ценети, нашиот Господар Аллах вели во неговата книга, во Коран: вам ви се пропишани верата која беше оставена како пропис на Нух или Ное, значи повторувам, Нух кај нас, за вас познато Ное. Истото што е пропишано за тебе, му се обраќа на Мухаммед, истото што било пропишано на Ибрахим, на Абрахам, истото што било пропишано на Муса или на Мојсей, истото што било пропишано на Иса или Исус Христос. Вели понатаму
држете се за цврсто за верата и немојте да се разделувате. الإسلام كلمة من حيث اللغة العربية معناها الانقياد. Ислам во арапскиот јазик значи подчинетост, покорност. الإسلام من حيث الدين فهو خضوع وانقياد لله الذي خلقنا. Исламот од верски аспект значи подчинетост, покорност кон Господарот, Аллах, Господ кој нас не створи. فهو عبادة الله الخالق الأول بلا انتهاء الدائم بلا انتهاء والإيمان بجميع أنبيائه الذين أرسلهم. А таа подчинетост подразбира верување во Аллах, кој е без почеток и без крај, и верување во сите Божји пратеници кои тој ги испрати. فالأنبياء دينهم واحد كما قال عليه الصلاة والسلام: الأنبياء دينهم واحد وأمهاتهم شتى. دينهم هو عبادة الله تعالى وأمهاتهم شتى، أي شرائعهم من حيث الأحكام العملية مختلفة. На сите Божји пратеници верата била една и единствена. Меѓутоа, она во што се разликувале биле правилата и прописите. في شريعة سيدنا محمد نصلي في اليوم 5 صلوات في اليوم والليلة، وفي شريعة عيسى عليه السلام صلاتين في اليوم والليلة. Во прописите што биле прописани на Мухамед салаллаху алейхи ве селем, ние клањаме 5 пати намаз. Во прописите што биле пропишани на Иса алейхи селам или на Исус Христос, било пропишано да се клања 2 пати во денот и ночта. في شريعة عيسى كانت الزكاة، زكاة المال ربع المال، وفي شريعة سيدنا ربع المال، ربع المال الذي عندنا، وفي شريعة سيدنا محمد ربع العشر. Во прописите на Иса алейхи селам зекат, не знам колку тоа е познато во луѓето кои не се баш познаени со исламската терминологија, зекат представува делење од богатите, што се зема од богатите и се дели на сиромашните, нешто што е слично на нашата денешна, социјална грижа. Тоа е едно правило во шеријатот. За времето на Иса алейхи селам се делело четвртина од својот посет се дели, се зема за да се даде на сиромашните. За времето на Мухамед салаллаху алейхи ве селем се дели четвртина и плюс уште една половина за да се даде на сиромашните. من الحكمة أن في زمن عيسى لعل الأغنياء كانوا قليل والفقراء كثير، فكانت الزكاة الربع. أما في زماننا وفي شريعة سيدنا محمد ربع العشر، لو الأغنياء دفعوا فقط 2.5%، هذا يكفي الفقراء. Во времето на Иса алейхи селам или во времето на Исус Христос имало многу, сиромашни луѓе и затоа било толку многу големо тоа делење, земање од богатите за да се даде на сиромашните. Додека во денешно време имаме многу богати лица, имаме многу богати и така било пропишано во нашиот шеријат да се зема помалце од имотот на луѓето за да се даде на сиромашните. فالأنبياء إخوة في الدين. Божите пратеници се браќа во верата. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. Нашиот Божи пратеник Мухамед салаллаху алейхи ве селем кажал: јас сум испратен за да го употполнам моралот на луѓето, моралните вредности на луѓето. لما أرسل صحابيه معاذ بن جبل إلى اليمن فقال له:
ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. Кога тој го испратил неговиот придружник Муад ибн Џебел, Аллах да биде рази од него, го испратил во Јемен и му кажа: повикајте луѓето да веруваат во еден и единствен Бог. فإنهم أجابوا لذلك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. Потоа им кажа: ако тие го прифатат тоа, тогаш кажи им дека нивниот Господар им наредува да клањаат 5 пати дневно. فإنهم أجابوا لذلك أي إنهم وافقوا وعملوا بذلك فأعلمهم أن الله قد فرض على أغنيائهم صدقة ترد في فقرائهم. И ако тоа го прифатат, тогаш нареди им дека нивниот Господар им наредува да делат зекат од богатите, да земаат за да даваат на сиромашните. إذا الزكاة في دين الإسلام لا تؤخذ من بلد وترسل إلى مكة، إنما تؤخذ من الأغنياء وتعطى للفقراء بنفس البلد. Зекатот или земањето или давањето на зекат од страна на богатите во исламот значи дека богатите даваат зекат и не го носат тој зекат во друг град, во друго место, туку го даваат на сиромашните што се од нивното место. ثم قال لصحابي: وإياك ودعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. يعني أنت يا معاذ ذهبت في مهمة، إياك أن تظلم أحدا، إياك ودعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، أي أنها دعوة مستجابة. Потом рече: о Муаз, причувај се, и тешко тебе, причувај се од молитвата на тој што е обесправен. Причувај се да не му нанесе штета на некого затоа што молитвата на обесправениот и на оштетениот нема препрека кај Господарот Аллах субхану ва таала. وليعلم أن الظلم في الدنيا يوم القيامة ظلمات. И знај дека зулумот на оваа дуња, на кијаметскиот ден, на судниот ден е темнина. فمن كان لأخيه عليه مظلمة فليتحلله منها، فليطلب المسامحة، فليطلب العفو، فليذهب إليه وليرد له حقه وليستسمحه، لأن يوم القيامة لا ينفع مال ولا دينار، إنما سيأخذ من حسناته. Ако некој на некого му направил штета, тогаш должен е да отиде кај него, да бара, што велиме ние по старо хелал, да бара опрост, да му опрости или да му надомести за штетата што му е направил, затоа што на судниот ден нема да вредат ниту парите, ниту имотот кој го има, ниту ќе му биде одзето. يمكن بعضنا قد يعصي الله سرا، قد يعمل معصية في السر، الله يغفر لمن يشاء. أما إذا آذيت إنسانا، ظلمت إنسانا، فالله أحكم الحاكمين، لا يضيع عنده حق أحد. Некој од нас може да направи некој греф скришно, никој да не го види. Аллах, Господ тоа го знае и Господ опростува на кого сака. Меѓутоа, ако направи греф спрема некој друг, да му сгреши на некој друг, Аллах е праведен и неговата правда секогаш е обеќана и секогаш ќе излезе на крај. وأول ما يحاسب عليه الناس يوم القيامة حقوق بعضهم على بعض. Првото нешто за кого ќе имаат одговорност луѓето на судниот ден ќе биде правото што го имале едни кон други. Или злото кој си го направили едни кон други ќе бидат прашани за тоа. وأول هذه الحقوق الدماء. لو أن إنسانا قتل، هذا الرجل المقتول يوم القيامة لما يبحث عن قاتله، يتمسك به، يقول: يا رب قتلني فلان، اسأله لما قتلني. А најголема
најголема и најпрвото нешто за кое ќе биде човекот прашан, тоа ќе биде за крвта. Човекот што направил убиство или кој убил некого, на судниот ден убиениот ќе го фати и ќе го праша неговиот господар: Господару мој, овој ме уби, прашај го зошто ме уби, со кое право ме уби. فماذا يفعل الظالم عند ذلك؟ И што ќе прави зулумкерот во таква состојба? Што ќе прави убиецот во таква состојба? والظلم في الدنيا ظلمات. Кога зулумот, злобата на овој свет е темница и темнина на другиот свет. فإذا أردنا أن نجتنب الظلم علينا أن نتعلم علم الدين، علينا أن نعرف بعلم الدين الخير من الشر، وإلا كيف نميز بين الخير والشر إن لم يكن عندنا علم؟ За да го избегнеме тоа зло и да можеме да се чуваме од тоа зло, ние треба да се едуцираме. Ние треба да можеме да се едуцираме на тој начин за да го различиме што е тоа што е добро, а што е тоа што е лошо. Затоа што човекот кога не го знае тоа што е лошо, паѓа во него. قال الشاعر: تعلم فليس المرء يولد عالما. Кажал поетот: учи, затоа што човекот не се раѓа учен. وليس أخو علم كمن هو جاهل. И не е тој големец и голем човек во неговата околина, ако биде незналица, тој не е голем, него тој е мал и низок и не може да одговори дури на најмалите прашања и побарувања на малите лица. وإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه المحافل. Тоа е тоа што го кажа. Значи, дури тој да биде големец во неговото општество, како председател или како градоначалник или како било кој што има одговорност и се држи за одговорност, ако нема капацитет, нема знаење, нема вештини да го функционира тоа, тогаш не може да говори и на малите побарувања за малите деца. بالعلم يكون العمل على الصواب في دين الإسلام. إذا عرفنا كيف نعمل، عرفنا كيف نطيع، عرفنا كيف نصلي وكيف نصوم، إذا بالعلم يقام الدين. Со наука човекот со наука се учи како да ја практикува неговата вера ислам. Човекот со наука се учи како да вања, се учи како да општи со општеството, се учи на кој начин да го усмери своите морални вредности. وبالعلم تبنى الأوطان. И со знаење се градат корината, بالعلم نستطيع أن نميز بين المسلم الذي يحب الخير للناس كما يحب لنفسه وبين المتطرف الذي يريد للناس الشر ولا يحب لهم الخير. И со знаење се разликува муслиманот кој го сака доброто на човекот колку што го сака за себе, за да може да го различи од оној човек кој за себе вели дека е муслиман, меѓутоа го сака лошото за другиот како што го сака за себе. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم، يعني الإيمان الكامل، حتى يحب للناس ما يحب لنفسه. Кажа нашиот Божи пратеник Мухамед салаллаху алейхи ве селем: нема никој вистински да верува од вас, се дури не го сака за луѓето тоа што го сака за самиот себе. بالعلم استطعنا في مسجد لوزان أن نحمي الجالية المسلمة من نحو 30 سنة من الفكر المتطرف قبل أن يكون عملا. لما كان فكرا مكتوبا على الورق استطعنا بالعلم أن نحمي الشباب ونحمي أبناء المسلمين من الفكر الهدام. Со знаење и со вештина и со умешност, повеќе од 30 години, ние во нашиот джемаат во Лозана успеавме да ги излучуваме нашите млади од деструктивното размислување, екстремното размислување, тоа што го пишува во некои книги, тоа што се емитува во некои медии.
في سنة 1992 عملنا محاضرة في بيان خطر التطرف على البلدان العربية والإسلامية، أرسلناها إلى سفراء الدول العربية، لأن التطرف كان في ذلك الزمان في البلدان العربية والبلدان الإسلامية. U 1996. godini ekstremizam, terorizam беше проширен во арапскиот свет. Тогаш ние се собравме во нашето место, се собравме и се трудевме да ги предупредиме нашите сограѓани за тоа што се случува во арапскиот свет. في عام 1996 جاء متطرف من جنيف إلى لوزان يريد أن يتكلم باسم كل المسلمين. Во 1996. година дојде човек кој екстремист дојде од Женева да зборува во Лозана во името на сите муслимани. ينتمي إلى حزب الإخوان الذي يسمى حزب الإخوان المسلمين. Тој сам себе се препиша дека припаѓа некоја фракција Хизбул Ихван. وهؤلاء من مبادئهم أن البلد أو المجتمع إذا لم يعمل ثورة على الحاكم الذي يحكم بالقانون ولو في مسألة يصير المجتمع كله عندهم كافر. И таквиот тој даде една таква фетва, една таква изјава дека кој се владее по законот, кој на таа држава кај што живее, излегува или испаѓа од верата. Тоа е познато како текфир. Помеѓу сега познато и во медиите како текфир. Значи тој човек даде таква изјава дека кој се владее или кој ги почитува законите кои не се шеријатски во основа, значи овде државните закони, рекол дека не е муслиман. وقالوا والإمام والمؤذن الذي لا يدخل معنا في الثورة أشد كفرا. И кажа дека имамот и муезинот кои не влегуваат со нас, не се со нас во таа една мисла и тие исто така паѓаат да бидат немуслимани. الآن أين يوجد بلد لا يوجد فيه قوانين؟ Во моментот сега во денешно време каде постои земја во која нема свој закон? Сите земји си имаат свој закон. حتى في السعودية يوجد قوانين وضعية، فيزا للحج. Дури и во Саудиска Арабија, значи има свој закон, има виза, има амбасади, има и сите работи. وأشياء كثيرة داخلة في القوانين الوضعية. И исто така, значи во други земји, многу земји има закони кои се види. إذا قمنا بمحاضرة كبيرة سنة 1996 الصحافة استغربت لأن العنوان الإسلام في وجه التطرف. الصحفيين ما كثير اهتموا بالأمر في ذلك الزمان، لكن نحن نعي خطورة أن يمثل التطرف الإسلام. Во тоа време имаше, значи некои се делеаше, некои страници, некои изјави со екстремни пораки, со екстремни извртувања на исламот, екстремни сваќања на исламот. Тогаш не беше познато ништо што се вели во Европа, меѓутоа ние знаевме од претходно и предупредувавме за тоа што може да се случи од таквите работи. في عام 2000 أول يوم جمعة من عام 2000 كنت أنا في لبنان. Од 2000 година, првиот петок од 2000 година, јас бев во Либан. على قناة الجزيرة وهي قناة مشهورة في العالم العربي. На каналот Ал Джазира, канал кој е многу познат во арапскиот свет, برنامج أكثر من رأي. програмот кој се вика, значи некоја програма која се вика Екстернен рај. اليوم يوم الجمعة أول يوم من عام 2000. Првата џума од 2000 година. على الطاولة كان يوجد محاورون من بينهم رجل يقال له أبو قتادة. Околу маса која биле соберени многу, значи луѓе кои се со слично мислење, имаше еден човек кој се викаше Абу Кутада. المجلس كان في لندن. Тоа, значи таа седница била во Јордан. قال الصحفي لهذا الإنسان أبو قتادة: أنت قلت
لما كان حرب أهلية في الجزائر أنت أفتيت بجواز قتل النساء والأطفال للعسكر بالبوليس في الجزائر. Тогаш еден од присутните таму му каже на овој човек, му катала, му рече, пред да беше, значи кога беше војната во Алжир, ти даде изјава, таква изјава даде, дека е дозволено да се убиваат деца и да се убиваат жени на полицајците, на армијата. ورجل هكذا تخيل لحية هكذا إلى هنا. Голем човек со брада вака до тука. قال له الحضور هذا باطل، القرآن يقول وأن لا تزر وازرة وزر أخرى. Рече, присутните му рекоа, тоа е грешка и тоа не е точно ти што го викаш, затоа што нашиот Куран вели нема да ја носи, да сноси одговорноста, една личност да сноси одговорноста за друга личност. لا نعاقب شخصا بذنب آخر. Нема да се казни една личност поради гревот на друга личност. هو يقول إذا كان البوليس يقتل نساءنا وأبناءنا وما عندنا وسيلة إلا أن نقتل نساءهم وأطفالهم يجوز. Тој кажа, ако може полицијата нам да ни убиваат жените и децата, тогаш можеме, тогаш треба и ние да ги убиваме нивните деца. هذا باطل. Тоа не е исправно. Такво нешто исламот не вели. Тоа е нешто во спротивност со исламот. ولو أن إنسانا قتل 100,000. Дури ако човек убие 1000 души, زوجته ما دخل لها ما لها دخل. неговата жена не е крива за тоа што тој го направи. ولا أولاده. Ниту неговите деца. هو الذي يعاقب. Тоа е тој за неговите гревови тој треба да биде казнен. أنا قلت هذا مجرم ماذا يفعل في لندن؟ Јас кажав тогаш, овој зулумќан, поквареник, што прави тој во Лондон? بسبب هذا الإنسان أبا قتادة الذي هو من أصل فلسطيني أردني بسبب فتوى قتل آلاف النساء والأطفال في الجزائر. Поради тој негов говор, поради тој негов говор, тој што даде таква подршка за такво зло, биле убиени илјади жени и деца во Алжир. ولكن لم يعمل له شيء. И пак на него никој ништо не му направи. الدولة البريطانية ما فعلت شيء. Британија на него ништо не му направи. بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 Пред да се случи 11 септември во 2001 година. بعدها بنحو 2 أو 3 طرد من بريطانيا. Пред тоа 2 години или 3 години се врати во Британија. والآن الغرب يريد أو هو يحترق بنار التطرف. А сега Западот гори поради неговиот оган тој што го запали. لكن لماذا أعطينا لهؤلاء لماذا أعطيناهم الحرية ليتصرفوا بهذه الطريقة؟ И што направи? Тие ги користат слободите, европските слободи ги користат за да ги шират нивните злобни мисли и нивните злобни пропаганди. الشيخ عبد الله الهرري العالم الحافظ المحدث شيخنا هو الذي نبهنا على أفكار حزب الإخوان الوهابية وحزب التحرير من أكثر من 40 سنة لما كانت فقط مجرد كتابات وأفكار. Нашиот шейх Абдуллах Ел-Харари пред 30 години ни зборуваше само поради тоа што го виде во нивните книги. Не опомени за тие фракции, Хизбул Ихван, Хизбул Тахрир или Ел-Вахабија. Не опомени поради тие фракции, само со тоа што ги виде, што го најде во нивните книги. بس مقارنة في فرنسا التي تعتبر دولة كاثوليكية خرج منها 2000 نحو 2000 متطرف
إلى العراق واليمن وسوريا في هذه السنوات الأخيرة. Само един пример. Франција која е една католичка земја, со католички закони, нормално и демократска земја, од неа излегоа околу повеќе од 2000 екстремисти кои отидоа да се борат на бориштата во Ирак и во Сирија. أندونيسيا 200 مليون، الهند وباكستان وبنغلاديش أكثر من 400 مليون. كل هذا تقريبا نصف العالم الإسلامي ما خرج منهم متطرفين بقدر ما خرج من فرنسا. Да се земе пример во споредба ова со Индонезија, со Пакистан, со Бангладеш, кои се заедно некаде околу 400 милиони муслимани, збориме. Од нив, значи, нема испаднато толку многу екстремисти колку што испаднале од Франција. لأنه في الأصل في الدول الأوروبية حرية التعبير، ما نسميه حقوق الإنسان، الحرية، استغل التطرف هذه الأجواء وبث أفكارا سوداء في شبابنا. А тоа е затоа што во Европа, во европскиот свет, поради законот, поради слободата на изразување, тие луѓе ги користат тие слободи и ги трујат нашите млади со тој отров. إذن علينا الآن مسؤولية في توعية الشباب على خطر التطرف حتى لا يستعمل الإسلام غطاء لهؤلاء المجرمين. Затоа ние се чувствуваме одговорни, ние сме одговорни да ги зачуваме нашите млади, нашите деца, да не ги следат тие екстремни и деструктивни води. العلم والتوعية والثقافة هذا ما نحن نحتاج إليه. Ние имаме потреба од едукација, од одгој духовен, од тоа имаме потреба. وبنفس الوقت الدولة عليها أن تؤمن الجامعات والمدارس وفرص العمل حتى لا نعطي فرصة لهؤلاء المتطرفين ليستغلوا أبناءنا. Значи, ние мора да градиме нашата земја да биде таква, да биде безбедна, за да можеме да изградиме такво општество, нашите млади да не влезат во тие води, во екстремните води, во екстремистичките води. الإسلام تعايش مع الأديان الأخرى من أكثر من 1000 سنة في مصر وفي المغرب وفي تونس وفي سوريا وفي لبنان وفي العراق 1400 سنة ونحن نتعايش عيشة السلم، عيشة التعاون والتعاضد لننهض بالبلد. هكذا الحال في العراق وفي مصر وفي سوريا ولبنان حتى جاء هؤلاء يشوشوا هذه العلاقة. Нашата историја е испреплетена со заеднички живот. Околу 1350 години нашите браќа муслимани живееле со другите вери. Живееле, и затоа е пример Египет, затоа е пример Сирија, затоа се пример сите држави кои што живееле и обстојувале и другите вери, и христијани, и евреи. Се дури не се појави оваа зло на денешницата во која се преферира она ислам. Владите обично се трујат по она и го преферираат тој екстремизам. المسلم كما قال عليه الصلاة والسلام المسلم الحق كالغيث أينما وقع نفع وليس كالقنبلة أينما وقع انفجر. Истинскиот муслиман е таков кога ќе му се приближиш да можеш да те обземе. Не е таков кога ќе се доближиш до него да бидеш одбиен од него. إذن هذا ما نحتاجه إلى أبنائنا، مزيد من الفكر، مزيد من الوعي، مزيد من الثقافة، فرص عمل حتى لا نترك المجال لأعداء العلم ولأعداء الإنسانية ليستغلوا الشباب ويشوشوا أفكارهم. Затоа ние мора да ги учиме и да ги подучуваме нашите деца, да го разликуваат тоа што е добро и тоа што е исправно,
да бидат присутни на тие едукативни собери, за да можат да го различат тоа што е добро од тоа што е зло. أشكر لكم حسن الاستماع. Благодарам. Се да благодаруваме на уважениот Шеј, кој што мислам беше од голема полза. Да малку повеќе присутните бидат запознаени уствари што е суштината и вистината за исламот. А сега, би сакале да нашите деца, медресанти, не може да ще своја една илахија, повелете. We stand against it, indeed a word. This is our belief, our unwavering idea, and we are the Muslims of the world, and we Почитувани, се радувам дека пораката која што вечерва сакавме да упатиме од тука, од Делчево, па се до целиот свет, беше јасно и гласно. Ви благодарам за вашето трпеливо чекање, за вашето трпеливо сочувство, а сега не ни преостанува ништо, освен да се почестиме на нашиот коктел. Ви благодарам на сите кои што присуствувавте денеска. Во меѓувреме, додека коктелот го имаме, децата може да во позадина имаат илахи. Ви благодарам многу за вечерта. Oh